Беше тоа на 22 јули 1908 кога младотурците ја презедоа власта во Битола и ги ослободија сите затвореници. Беше тоа на 22 јули 1947 кога во Скопје со фузирањето на спортските друштва Македонија и Победа е формирано новото спортско друштво Вардар. Беше тоа на 22 јули 1948 кога во Скопје со одлука на владата на Народна република Македонија е основан Институтот за национална историја. На 22 јули 1933 во Велес е роден Борис Попѓорчев, новинарски доаен со 25 награди, најтрофеен македонски новинар. Со новинарство се занимава од средношколски и студентски денови како дописник и соработник на првиот македонски спортски весник Физкултурен глас, Спортски глас и Белградските спорт и фудбал. Во Нова Македонија е од 1953 од кога е член на Сдруженијето на новинарите на Македонија. Во периодот од 1975 до 1980 е постојан дописник на весникот Нова Македонија од Москва. По катастрофалниот земјотрес во Скопје на 26 јули 1963 Борис Попѓорчев е член на мобилната екипа на Нова Македонија, која во следните 2 недели во Приштина без прекин го продолжува излегувањето на најстариот македонски весник. Во ноември истата година тој е еден од основачите на вториот македонски весник Вечер, каде станува заменик на главниот и одговорен уредник. Тој е единствен носител на највисоката државна награда 11 октомври за животно дело од областа на новинарството. Добитник е на државната награда Мито Хаджи Василев Јасмин и 3 највисоки награди во македонското новинарство: Крсте Мисирков, како и наградата Моша Пијаде, највисока награда на некогашниот Сојуз на новинарите на Југославија. Одликуван е со 3 ордени на трудот со златен и сребрен венец од председателот на Социјалистичка федеративна република Југославија, носител на 2 награди 13 ноември, на наградата Свети Климент Охридски на општина Охрид и на фондацијата Климе Савин, Гемиџи на општина Велес. За долгогодишен труд награден е со златни плакети за животно дело во весниците во кои го мина својот работен век, Нова Македонија и Вечер, и специјална награда по повод 65-та годишнина од постоењето на Нова Македонија во 2009-та. Борис Попѓорчев спаѓа во потесниот круг на основоположниците и првите активисти на пливачкиот маратон во Македонија. Во август 1958 тој беше еден од придружниците на Нико Нестор, кој за првпат во историјата ја преплива патеката од Свети Наум до Струга, долга 33 километри. Во 1961 Попѓорчев стана подпредседател на првиот републички одбор за маратонско пливање. Тој е еден од луѓето кои во 1962 ја остварија идејата за одржување на Охридскиот пливачки маратон и воедно се изборија за ова традиционално надпреварување да добие статус на светско првенство за слатки води, паралелно со светското првенство во Капри, Неапол, Италија, кое е светско првенство на солена вода. На 22 јули 1944 година, кај селото Буринец, Трушко, на планината Караорман, загина Никола Тодоровски или Коле Канински, припадник на македонското народно-ослободително движење, учесник во антифашистичката војна во Вардарскиот дел на Македонија. Коле Канински е роден во селото Канино, Битолско, на 18 јануари 1914 По професија бил правник. Основно и средно образование завршил во Битола. Во 1940 станал член на месниот комитет на Комунистичката партија на Југославија во Битола. На теренот бил многу популарен меѓу населението. Во септември 1941 станал член на првиот битолски месен воен штаб, што значи дека непосредно раководел со организирањето на партизанската борба во Битолскиот крај.
Во април 1943 станал началник на штабот на партизанскиот одред Даме Груев. По формирањето на партизанскиот одред Гоце Делчев на 20. мај 1943 станал негов командант. Подоцна бил именуван за политички комесар на вториот батаљон на третата оперативна зона, познати како Битолско-Мариовски батаљон на втората македонска бригада. Бил избран за делегат на првото заседание на АСНОМ. Загинал како политички комесар на првата македонско-косовска народно-ослободителна бригада во несреќен случај при испробувањето на минофрлач кај селото Буринец на планината Караорман. На 22. јули 1944 во истиот инцидент со Колеканински загина и Трифун Ѓорѓиев или Трифун Пановски, македонски лекар револуционер. Во Битола, каде што како дете се доселил со родителите, завршил гимназија во учебната 1933-34. Дипломирал на медицинскиот факултет во Белград. Кусо време работел во Ниш, а потоа и во обласната хигиенска лабораторија во Битола, како началник на антималаричната служба. За време на Втората светска војна вршел подготовки и обезбедување со санитетски материјал за првиот партизански одред. Бил откриен од окупаторот и интерниран во Бугарија, каде го мобилизирале како лекар во бугарската армија. На почетокот на 1944 избегал им се приклучил на партизаните. Доктор Трифун Пановски бил главен лекар на партизанската болница на Кожув, а потоа бригаден лекар на првата македонско-косовска бригада. На 22. јуни 1944 во близина на селото Буринец, Малесија, при едно пробно гаѓање со минофрлач, од ненадена експлозија бил тешко ранет заедно со командантот на првата македонска бригада Колеканински и уште тројца соборци.